беше донесен некаде во мај, на 31 јули се склучија договори со 86 домашни компании кои инвестирале во изминатата година. Така да Законот за финансиска поддршка на инвестиции за прв пат даде можност крај странските инвестиции кои досега се стимулира, односно се поддржува финансиски, да се поддржат и домашни компании кои инвестирале во опрема, во нови технологии, во хала, во подобрување на конкурентност, го зголемиле бројот на вработени и платите ги зголемиле, вложиле во истражувачки центри, ваделе одредени сертификати за извоз, отварале лаборатории, во крајна линија тие вложувале во развој и во нови работни места. Одобрени се 11,8 милиона евра за 86 компании, од кои 80% се мали и средни предпријатија кои се столб на нашата економија и кои вработиле, не само што инвестирали, вработиле над 1000 нови вработени. Така да очекувањето од овој закон се дека ќе предонесе значително како еден од столбовите на мерките на економскиот раст на владата за пораст и на бруто домашниот производ и на индустриското производство кое што е веќе зголемено за околу 14%. Каква е моменталната клима во земјава за отпочнување на бизнис? Значи, покрај овој закон за финансиска поддршка на домашни инвестиции, односно за инвестиции, бидејќи тука се изедначуваат, има и други мерки. Се разбира, мерките се преку Фондот за иновации и технолошки развој, за стартап на младите компании, па потоа новите програми кои доаѓаат за преквалификација и усовршување, бидејќи знаеме дека невработеноста падна на околу 20%, меѓутоа самата структура на невработените не е соодветна со барањето на пазарот, така да одредени стручни кадри се недостаток, се дефицитарни и оттаму ќе се прават мерки и за доквалификација, преквалификација, каде што ќе се овозможи самите луѓе кои што посебно младите да стекнат потребните вештини и да можат да одговорат на потребите на домашните компании. Ние и понатаму како влада ќе останеме отворени за постојана комуникација со бизнис секторот, со стопанските комори, со нивните асоциации, заеднички да ги утврдиме одредени регулативи, бидејќи, како што кажав, законот е за прв пат, ќе се согледаат неговите позитивни ефекти, евентуално потребите за дополнување, допрецизирање на овој закон и се разбира во сет со други мерки да дадат подобрување на бизнис климата во државата. Какви се плановите за следната 2019 година? Дали можеби се размислува за некакви измени и дополнувања во законот за финансиска поддршка и нешто ќе биде ставен фокусот? Ако зборуваме, фокусот мора да биде ставен на економски раст и се разбира, ние како мала држава мора и да произведуваме, значи на производство пред се, но се разбира и на развој на услугите и на другите сектори кои продонесуваат за пораст на бруто домашниот производ. Што се однесува на ова производство, покажа оваа година дека постои голем интерес и дека во година уште поголем интерес ќе има за овие мерки за поддршка на домашни, сега зборувам, и очекувам буџетот да биде најмалку двојно зголемен, за да може да се одговори на потребите на стопанството, бидејќи нас ни се потребни нови технологии, нам ни е потребен извозот како мала држава. Без извоз се разбира, бидејќи се работи за мал пазар и без конкурентност, бидејќи ние сме членки на Светска трговска организација, на ЦЕФТА, каде што има одредени правила и услови, каде што мораме да бидеме конкурентни, да не се намали конкурентноста, а во исто време да се зголемат платите преку растот на компаниите, изнаоѓање нови пазари кои што во овој период покажа, мислам на компаниите, голема жиловост, голема отпорност на изнаоѓање нови пазари, тие само бараат една поддршка, поттик од државата за да бидат уште повеќе поуспешни.